Почнува лудилото во премиер лигата. Почнува Boxing Day. Што е Boxing Day? Ако повеќето фудбалски лиги мируваат, а фудбалерите со своите семејства го прославуваат Божиќ, во Англија тоа не е така. Англиските екипи, наместо на прослава, ќе бидат на фудбалски терен. Играњето фудбал на 26 декември датира уште од 1860 година, кога најстариот фудбалски клуб на светот, Шефилд ФК, се сретнал со Халем ФК. А овој датум стана традиција кај англичаните од 1888 година, кога престони дерби одиграат дуел ден после католички Божиќ. Последните десетина дена во Англија ќе се одиграат 3 кола. Секој втор трет ден ќе се игра фудбал. А се започнува на 26-ти, на традиционалниот Boxing Day. Сега, оно што е најинтересно, на Boxing Day секогаш паѓаат многу голови. Се уште сите го зборат 26 декември 1963 година, кога на 10 надпревари биле постигнати 66 гола. Нема зошто да не биде така и сега. Четврток. Манчестер Сити Евертон, Бормут Кристал Палас, Челси Фулам, Ньюкасл Астон Вила, Нотингем Форест Тотенхем, Саутемптон Вестхем, Волверхемптон Манчестер Юнайтед и Ливерпул Лестер. И петок Брайтон Брентфорд и Арсенал Ипсвич. Одиме со фантази премиер лигата, сакам да искористам Wild картата. Значи фантази премиер лига. Минатото коло бев многу слаб. 58 бода под просекот за 2 поени од генералниот, значи пласман. Паднав на лигата на спортски, сега сум 30-ти. Што значи тоа? Тоа значи дека време е за Wild карта. Колку време ја зборам од почетокот на сезона, конечно ќе правам Wild карта. Што ќе направам? Ќе направам неколку трансфери, мислам дека 7, толку и планирам, и тоа може да испадне уште некој. Флекен оди аут, игра многу слабо. Во одбраната Салиба ќе го заменам, Гвардиол оди аут затоа што е очен во последно време и Педро Поро играше добро на почетокот на сезоната, потоа падна, целосно му дав премногу шанси. Сака не сакам да го дадам, меѓутоа ќе го дадам затоа што Зашто? Затоа што е повреден. Па сега најде Boxing Day. И Амат веројатно ќе го продадам, меѓутоа не сум сигурен, може да го задржам. Во нападот оди аут Жоао Педро. Сега, на голманската позиција сакам да го земам Ари Забалага од Бормут, игра одлично во последно време и има лесен распоред сега за овој новогодишен период. Кристал Палас, Фулам, Евертон, очекувам бодови од него. Добро. Во одбраната морам да го имам во тимот фудбалерот кој што го имаат веројатно повеќе од вас, Александар Арнолд и Габриел од Арсенал. Тоа е тоа. Во одбрана веројатно ќе го земам и Робинсон од Фулам, ма не веројатно, ќе го земам, идеме, Робинсон, Фулам. Среден ред. Чекај, средина. Одиме средина. Луис Диас и Клајвер сакам да ги земам. Луис Диас е добро во последно време и очекувам да блесне периодот во Ливерпул. Да, а Клајвер ќе го земам затоа што сакам да ми останат доволно пари во нападот, за да го земам Соланке. Тотенхем во наредниот период има мешан распоред. Нотингем Форест, Волверхемптон и Ньюкасл. Веројатно после Ньюкасл ќе го сменам Соланке, не знам со кого, ќе видиме. Меѓутоа него очекувам многу периодов. Ајде да видиме. Одиме Wild карта. Play chip. Тоа е тоа. Make transfer. Confirm. Тоа е тоа. Wild картата е искористена. Со тоа што ќе направам промена, Соланка сакам да ми биде во првиот тим. Овој пат ќе биде на местото на Клајверт. Клајверт ќе биде прва резерва. И тоа е тоа, да. Салах ќе ми биде повторно капитен. Чекај, save тим. Мислам дека имам спремно тим за Boxing Day. Ајде да се вратиме барем у топ 15 на лигата, која што организираме заедно со спортски. Баш ме интересира како ќе поминеме овој период. Сигурен сум дека оној што ќе освои највеќе бодови за време на празничниот период во премиер лигата ќе има најголеми шанси да заврши во топ 5 во лигата на спортски и да освои некоја вредна награда. Ајде. Ајде да видиме кој ќе биде подобар на фантази во овој празничен период.
Спремаме уште неколку видеа на BMG Network, имам и празнично видео, така да следете не. Следете ни на социјалните мрежи, на Instagram и на Facebook, ставете subscribe за да бидете информирани за сите наредни видеа. Убав викенд, убави празници, среќна нова година, среќен Божик и се гледаме. Чао!